Најавме спорт за крај на Македонија наутро. Невообичаено културата ќе биде по спортот. Значи спортот е предпоследната содржина. Колегата Миленко Неделковски е гостин ова утро во емисијата Македонија наутро. Велиме колегата, долгогодишниот спортски новинар кој што кариерата почна во Радио телевизија Скопје, одамна не бил на програмата на Националниот телевизиски сервис. Добро утро. Денеска сте тука гостин во улога на извршен директор на ФК Вардар. Добре ни дојдовте. Фала. Благодарам на поканата. Како се чувствувате по толку години? Кога беше последен пат кога бевте во? Појма немам. Децении назад. Штом не се сеќавате, тогаш сигурно било многу одамна. Миленко Неделковски е во улога на извршен директор на фудбалскиот клуб Вардар. Во моментов, не во моментов, туку од поодамна, тоа е една од најнеблагодарните позиции во македонскиот фудбал и воопшто во историјата на македонскиот спорт. Па како се чувствувате на таа позиција? Па кога тоа би било лесно, ја не би бил тамо. Можел некој друг да ја заврши работата. Не е неблагодарна, таа е благодарна функција, затоа што човек знае што сака да постигне и да донесе. Сега тоа, дали некому му се допаѓа или не му се допаѓа, тоа е субјективна работа, меѓутоа во основа тоа што ќе се направи, а остане, ако успеам така да го направам да остане, во тој случај тоа е нешто што е така еден ачивмент кој мене би ми значил, нели? И мислам дека би значило воопшто. Па се мислам дека е баш благодарно да се помогне во моментите на апсолутен колапс на тој инаку најголем спортски македонски гигант. Што е ФК Вардар во моментов? Во едно интервју неодамнешно онлайн кажавте дека е леш. Леш, така е. Сега малку го подоткопавме, го извадивме и сега реанимација има. Вардар е една организација, едно акционерско друштво кое е колабирано апсолутно, кое со години, една деценија сигурно е крадено, плячкано, одземано, правени штетни договори, донесувани тренери и играчи кои нити заиграл, нити затренирал, или тие што па платени големи суми, па провизии, така натаму и едноставно во 10 години се направени огромни трошоци, огромни блокади. И сега не е ни светски рекорд, мислам галактички рекорд е тоа што 10 години се земало, плячкало, шибицарело и така натаму. Урнисувало. Малам? Урнисувало. Урнисувало да во неколку месеци да се врати во живот. Мислам дека е тоа онака баш еден посебен таск кој не може во секое време и секој човек да го направи. Треба да се подеси и да има и соодветни услови, нели? Општествени, политички, финансиски, организациони, персонални. Тајна ли е како Миленко Неделковски, како што вели, успеа да го реанимира Вардар? Па не е тајна. Тајна не е ништо. Во основа овој проект не е проект кој е почна вчера или завчера. Идејата да се врати Вардар не на овој начин. Не е нешто што е, знаеш, му текнало некому летоска или две недели порано на годишен одмор, па ајде ќе тоа не е. Тоа е овој проекти кои се заинтересирани неколку луѓе кои сакаат да го вратат сето ова, проект кој трае 6-7 години. Меѓутоа, пак ти кажувам, мораше да се наместат сите услови. Значи, не може јас кога сакам. Не може ти кога сакаш, него кога може. И да биде све да биде наместено. И дури сега, практично втората половина на 24-та се поднаместија коцките со тоа што целава овој концепт, или ако сакате јас на чело на тој концепт, влеговме со лимитирано знаење на тоа што има внатре, односно што се случува внатре. Прво, никој не може да ти каже, никој не сака да ти каже, и тие што ти кажат својата вистина, мора да ја провериш, не можеш да ја провериш, не си официјално лице. Во секој случај таму, само да една илустрација,
v avgust jaz dobив nekakva dokumentacija do togašnjete luge koji go tera klubot, koji nešto se obiduva da go vodat, da go spasuvat. Kada što dokumentacijski mi više pokaženo deka Vardar je blokiran 1.800.000 evra od UJP, s izvinom, 200.000 evra od Pujik i okolo 550-600.000 evra od doveritelji. Znači, fudbaleri neisplateni, treneri, službenici, turistička agencija, autobus, restoran, hotel, tako. Сега ситуацијата? И тоа е значи околу 2,5 милиона. И тие 2,5 милиона беа обезбедени. И беше да ме уред одмah ќе излеземе. Ама ЕСАПот не излегува на пазар домашниот. Доаѓа крајна година, завршна сметка, ревизија, неисплатени плати и придонеси за последните 3 години. Тоа е прва, втора, трета, четврта. Тоа се собира УЈП се собира и само се смета. Камати? Камати, 300 чуда ѓаволи. И на крај излага сметката вака. Единствено што останува исто е долгот кон Пуик. 200.000 евра со се камати. УЈП кон кој во август имав документи во рака дека се должи 1.800.000 евра, на 31. декември излезе комплетната документација 3 милиона евра. Значи безмалку дупло повеќе. Кон приватните доверители за кои имав документација ми беше приложена 550, да кажеме 600.000 евра. На крајот на годината, значи на 1. јануар 25-та, тој долг е 1.420.000. Повеќе од безмалку 3 пати. И сега, наместо да се вратат 2,5 милиона, треба да се вратат 4,5 милиона евра во Македонија. Значи не е ова Манчестер Юнайтед, не е ни Црвена звезда Белград. И сега тука е мака. И меѓутоа, за среќа целиот концепт кој се работи, кој е договорен, кој го извршувам ја, е така направен да е изводливо од блокирањето на Вардар и тоа во релативно брз период. Не таков каков што мислевме, затоа што ни беа мислевме дека се должи 2,5 милиона, а се должи 4,5 милиона, што значи дека треба подолго време за да се врати. Меѓутоа, јас мислам дека до крајот на април ние ќе бидеме комплетно со одблокирана сметка. Има ли Вардар собственик? Вардар има собственик, меѓутоа Вардар има друг пристап, или ако сакаш, да не биде меѓутоа ја имам друг пристап. Сметам дека добро, вие сте начело. Сметам дека е пројдено и застарено и лошо и непотребно времето на еден газда. Јас сум бил газда во ФК Скопје, као што бил, што знам, Рафет Моминовиќ или не знам, Пеца Сиба или оној Мирковиќ у Маđари или оние Баже Љољо тие во Балкан и така натаму. Па и Трифун на работници. Сега, значи проминато е времето. Трифун, Брацо, Сергеј, Слободан, од Вардар, Крстевски. Еден газда не врши работа. Затоа што колку и да има пари, Сергеј има многу пари, не? Колку да има пари, доаѓа до заситување, некому паѓа бизнисот, као на Трифун, или па му здосадува што го прозиваат у публика ваковси, таковси, едноставно си оди и клубот останува. Мојот концепт е друго. Мојот концепт е од многу места да се земат. Не од едно место многу, од многу места не толку многу, ама помалку, меѓутоа да се собере. И на тој начин, као што се, да кажеме, гледа, Милан или ова, имаат конзорциуми што ги зимаат, хедж фондови што ги зимаат. И доаѓаат пари од сите страни. И тоа е концептот овде. Концептот е, во ред, има титулар како собственик, кој ги дава властувањата. И тоа е по формално правно е така. Меѓутоа, ширината на неговите компании, ширината на познанствата други кои се исто заинтересирани за Вардар, пред се во странство, па и кај нас дома, да донесе пари од многу фирми, од многу субјекти. И сега наместо еден да даде 3 милиона, да дадат 5 души по милион. И на тој начин да се собере, да не ги боли нив премногу,
za klubot da ima dovoljno i da bide redovni i duri jedan da reče јас не можам веќе оваа година, останува другите. Пари ќе дојдат, ќе се соберат, средства ќе се најдат. Видовме дека тоа е, односно слушнавме дека тоа е најголемиот проблем што го има Вардар. Каде одат потоа тие средства? Зашто ќе се наменат? Прво одат за одблокирање. Добро, тоа Значи, е јасно. ние наидовме на страшно добро разбирање во УЈП, понудивме гаранција, дававме гаранција да УЈП да ја дигне блокадата, да плаќаме на 36 рати, да ги платиме тие огромни пари. Меѓутоа требаше за тие пари, за тие 2 милиона и нешто да се дае да се дае гаранција. Ја најдовме гаранцијата. УЈП го дига тоа, имавме исто договор со ПУИК, таму на 10 рати плаќаме и сега остануваат парите кон приватните доверители кои сите си ги бараат парите. Она, знае, кога читам по новини, односно сега портали, ја за Вардар крв дадов джигер, бубрек, не знам што, тоа нема врска. Сите си ги барат парите. Еден нема да рече, слушайте, Вардар ми дужи 50.000 евра, не ги барам парите. Тоа не постои. Што борет, тоа се негови пари, тој ќе си ги добие. Меѓутоа нема право да каже јас дадов за Вардар. Не, Вардар ти дал тебе, а ти си играл у Вардар како професионалец. За 1.000 евра плата, за 4.000 евра плата, за не знам колку 1.000 евра плата, ти не си дал ништо, мислам, не си дал. Ти во ред си играл, меѓутоа играш исто така и после можеш да играш и за работнички, за било кој, нели, друг клуб. Тоа се професионалци, тие треба да си заработат пари и имаат право да играат кај сакаат. Меѓутоа нема право да каже, знаеш, јас за Вардар дадов. Не, Вардар тебе ти дал да игра за Вардар. Сега, значи имаме околу 1.420.000 за враќање. Таа не е конечна цифра. Од сега уплатив 1.100.000 евра. И сега тие се веќе дисперзираат пари по луѓето. Нема да може да кажат мене, знаеш, Вардар ми дужи, не ти дужи ништо, све се ти платиле. Меѓутоа таа нема да заврши. Тука ќе се шири. Оти сега шакалите или маршојаците осетија крв. И сега на адресата на Вардар никогаш не стигала некоја преписка, едно писмо у 15 дена, сега стигаат 30 картончија на ден. Тој бара за ова, тој бара за тоа, тој бара за едно. Сега одеднаш намирисаа крв и ете ги тука. На парите е вкусно. Во ред, ако има договор, ако има валиден документ, ние сега тоа ќе оплатиме во ред. Меѓутоа немој да ми кажеш дека, знаеш, јас за Вардар има така да кажеме, што знам, кафанџи или фудбалери или тренер, знаеш ли, јас што сум дал за Вардар, ама молим те ова фактура да се плати. Не си дал ништо. Ќе се исплати се. Долговите ќе се покријат. Ќе заврши таа сага. Еве рековте до април, до 26-та, 27-та, дај Боже да трае Вардар. Каде потоа ќе одат парите кои што ќе се слеваат? Како ќе функционира Вардар? Каква организација замислувате вие? Прво Вардар замислувам да Вардар работи според статутот кој го има, според начинот на кој е уредено тоа акционерско друштво и според законите на оваа држава и пропозициите на Фудбалска федерација на Македонија, односно УЕФА и ФИФА надвор. А тоа значи дека све треба да е леге артис и тоа така ќе биде. За да може на крај да имаме точна евиденција што сме изработили. Сметам дека Вардар ќе има сериозен буџет. За Македонија е сериозно. Веќе за регионот не е тоа толку сериозно, меѓутоа за Македонија е сериозно, да кажеме, не знам, 3,5 милиона евра, 4 на почеток. Основната работа е, мојата цел е да направам клуб, а после тим. Ако нема клуб, џабе е тимот. Ти Вардар имал тимови кои освоиле, ги победиле турците, победиле ова се пласиле. Неудобна игра во Лига Европа. Тоа трае година-две, бидејќи нема клубот структура, парите сме земале, не знам, земале колку, 4 милиона евра од УЕФА, ги снемуе парите, одат вамо-тамо и после тоа има колапс. Треба да има клуб кој ќе држи, па дури тешки резултати, еве, клубови големи, тешки резултати има, што знам, Манчестер Юнајтед или Хајдук Сплит. Ама веќе клубот силен го држат темелите. Значи, прво темелите да се направи. Да се направи структура, да се направи клуб, да се направи организација, која ќе ги држи играчите. Од играчите доаѓаат и си одат.
Дали дело темелите младинската школа и како таа ќе функционира, дали сега функционира, што се случува таму? Младинската школа е нешто што ќе се решава подоцна. Сега имаме поголеми проблеми од младинската школа. Имаме огромни проблеми. Ние прво имаме многу лош резултати сеноска. Имавме реално, јас наследив второлигашки играчи, лимитирани стручни штабови и така натаму. И имаме многу лош резултат. Ние сме предпоследни. Меѓутоа, чудо едно, ние сме предпоследни, ниеден играч од овој предпоследен клуб не сакаше си оди, а сите играчи од горните клубови слободни сакаат да дојдат во Вардар. Тоа само ја покажува тежината на ФК Вардар. Никој не сака да си оди. Ајде, најдите си клуб втора лига. Не. Тука да се. Тоа ја покажува тежината и значењето го покажува на името Вардар. Добро, еден Вардар беше европски шампион, тоа се ракометарите, еден беше четврти во Европа, тоа се одбојкарите, каде ќе биде ФК Вардар. Не, тоа друга конкуренција, друг спорт е тоа, не, баби и жаби се тоа. Ова што направивме зимовска е веќе ако гледам на каде ти оди интересот и заедно со спортскиот директор Игор Ивановски ги набавивме сите фудбалери што стручниот штаб на чело со Гоце Седловски и побара. Сакам двајца овде, еден тука, сакам лев, десен, ова, сакам голман напред, назад и така. Се до еден набавивме. Значи има еден список, у декември 10 и ги баш кај мене на табла, ги запиша и вчера му покажуваме Гоце, викам, сите што ги побара сега ги имаш. Имаме, каза, сега вика кај мене го ставите теретот, Таков е животот, нели? Сакаш повели. Сега целта ни е да останеме оваа година у прва лига, мислам дека имаме многу сериозен тим, многу сериозна екипа и од домашни и од странски фудбалери. Да видиме што може да направиме у купот на Македонија. До летос ќе направиме уште една селекција на овие што бидејќи се едно 2-13 играчи ја се ослободи во декември месец. Да направиме уште една селекција, да видиме уште кој е вишок таму, да си оди, да си замине, си најде среќа на друго место, да тука набавиме уште нешто и да можеме едната година веќе да сме конкурентни за горните места на табелата во Македонија. Меѓутоа, не е ова едноставно. Мислам, може на луѓето да им личи, да знаеш, седиш дома, гледаш телевизија и ова требаше да... Не е едноставно. Се работи со многу луѓе, се работи со многу историја, се работи со многу скриени работи, се работи со многу непријатели. Вардар, колку што има фанови и навивачи, исто толку има и непријатели, кои сакаат гробот да му видат. Со оглед на тоа дека времето ни е лимитирано во телевизиското изразување, знаете, впрочем, не е ова никакво духовно спасение или исцелување за Вардар, туку едноставно ви се остави простор, ви оставивме простор за да ја видиме идејата, мислата, намерата за тоа како планирате и како претпоставувате дека ќе изгледа фудбалскиот клуб Вардар. Која е рамката Вардар да почне да функционира? Имате ли некаква временска рамка Вардар да почне да функционира како сериозна институција и дали ќе понесете одговорност, на пример, ако тоа не се случи? Па нема некој што е одговорен на човек пред себе, пред секој нема да поднесе одговорност. Сигурно е тоа, тука немам ја прво немам ни возраст да многу си играм со сето ова. Мојата цел е да го направам клубот силен, мојата цел е да го одглавам клубот, мојата цел е да има резултати, мојата цел да вратам публика, да искористам приликата. Сите надпревари и во куп и во првенство пролетоска се слободни за влез, бесплатни. Кој сака може да дојде да гледа на јужна трибина. Отворени се вратите. И мојата цел е да по неколку години се изнедри кадар кој ќе ја преземе мојата позиција, ќе заминам во фотелја од која ќе си гледам утакмици. Миленко Неделковски. Мислам приватна фотелја сега. Миленко, да, не фотелја. Да. За црпење. Да. Миленко Неделковски, колегата Миленко Неделковски, во улога на извршен директор на фудбалски клуб Вардар, оставаме наследство, оставате и вербално и видео, пишано, кажано. Ако. Да, ве чекаме по одреден период да сумираме, да видиме до каде сте со идеите и намерите. Па, сега види, ја не можам да избегам од одговорност ако нема резултати. Меѓутоа може да ти кажам во овој момент дека
Се што е потребно, јас сум обезбедил. Вардар, од кога почнавме и неформално да се раководи, и формално кога почнав пред 2,5 месеца, 3, Вардар не должи никому еден фенинг, една банка. Една кинта. Ништо не Слободен должи, израз све е кажано. платено. На назад должи, тие другите што направиле. Миленко не должи. Сменивме практично 2,5 стручни штаба, она со Горан Петровски, со Чунга беше вршител должност, додека се снајдовме со Срđan. Донесовме многу сериозен стручен штаб. Го екипиравме додатно. Купивме сите оние опреми, GPS за мерење, за едно, за друго, за трчање, за издржливост, за брзина, за скокови, за што ти знаме и така натаму. Ги донесовме сите фудбалери што беа слободни во Македонија, што се квалитетни, не знам, смисол на, што знам, не знам, Јанкулов, Спахиу, така натаму. Донесовме странски фудбалери, исклучително квалитетни. И брзи слушнав. Брзи, Мато, и така натаму, Фаустин, Матич од Хрватска и така натаму. И јас сум обезбедил све. Сега, резултатите треба да ги направи стручниот штаб, односно треба да ги на терен да ги направи клубот, односно тимот. Ако не ги направат они, и они трпат одговорност, само најголемата се пак јадат. Иако јас нити го давам, нити го примам голот. Моје е да обезбедам услови. Јас сум ги обезбедил сите услови. Тренинг ова да не се тренира зад голот у Маđари, него да се има сериозен, најубавиот тренинг центар во Македонија, клубски. Подготовки 3 недели во Анталија. Значи се. Ваква опрема, таква опрема. Не знам, малку биле фудбали, дајуше 10, дајуше 20. Се што треба, све има. Дали ќе има резултати, тоа има таму еден горе, кој знае. Ја не сум толку висок. Тој знае, ние ќе сумираме, ќе се обидеме. Благодариме Миленко Неделковски. Време посветено на Вардар, сериозно време за сериозно име. Вардар е синонимот за македонскиот фудбал, символот на македонскиот спорт. Ова беше ексклузивно интервју, го следевте во рамките на утринската програма на македонската телевизија.